Командант Форина, нов технички премиер на Македонија, од воен дезертер од армијата токму на Македонија до командант во УЧК, па преку собраниски спикер до највисоката политичка позиција во државата против која се бореше во 2001 година. Тоа е Талат Џафери, наследникот на Димитар Ковачевски и технички премиер на Македонија, најмалку во следниве 100 дена. Неговиот политички раст почнува веднаш по крајот на воениот конфликт на 28 април, денот кога е извршен масакрот кај Вејце. Тој бил висок офицер во АРМ и дежурен командант во касарната во Тетово. Неколку дена подоцна напушта армијата и им се приклучува на албанските герилски единици кои се бореа против македонските безбедносни сили. За неговите активности во овој период не се знае речиси ништо. По крајот на конфликтот влегува во Дуј и во 3 наврати од 2002 до 2004, од 2008 до 2013 и од 2014 до 2016 беше пратеник во собранието. Пратеничките денови на Џафери најмногу остануваат запаметени по неговото однесување околу законот за македонските бранители, каде своето незадоволство го покажуваше земајки збор на седниците, каде читаше поезија или долго молчеше. Во периодот од 2004 до 2006 беше и заменик министер за одбрана, во периодот од 2013 до 2014 беше и министер во ово министерство. Ќе придонесам армијата на Република Македонија да во секоја незина димензија ја рефлектира реалноста на нашата држава, да биде символ на меѓуетнички соживот. На 27 април 2017 година беше изгласан за председател на собранието, а неговото речиси 7-годишно шефување таму мина со низа скандали. Еден од примерите беше неговото трпение, која знаеше нагло да се намалува кога на собраниска говорница ќе се појави да говори пратеник на опозицијата. Добро, нема. Нема збор. Имам процедурално. Оди таму. Процедурално. Оди таму сега. Не, оди. Таму оди. Имам процедурално како Оди не ме таму фаќајте, не ме Оди напаѓајте. таму. Оди таму. Оди таму. Ова не е единствен недоличен за собраниски спикер потекна Талат Џафери во улога на прв меѓу еднаквите, што е улогата на првиот човек на собранието. Тој често кон пратениците знаеше да испрати и физички закани. Не мафтај со прстот и може ти биде скршен тој прст. Ајде. Ајде. Го повикуваше и собраниското обезбедување да отстрани пратеник од говорница. Тргнете го Ѓорчев од говорница, обезбедување. Обезбедување, тргнете го Ѓорчев од говорница. А како тој се однесува со службениците и пратениците јасно се гледа од неговите јавни настапи, но и видеа кои кружат на социјалните мрежи. Покрај односот кон пратениците, тонскиот миксер на јавниот сервис го покажи скандалозниот однос на Џафери кон обичните собраниски службеници. Својата нервоза ја испразни, испраќајќи пцости кон обичните вработени. Сите служба комплетно седници. Веднаш кажем. Комплет седници, сите што позаду, сите. Од позицијата собраниски спикер го прекрши и уставот, говореше на албански во Европскиот парламент, иако во членот 7 од уставот јасно е запишано дека македонскиот јазик и неговото кирилско писмо се службени за меѓународна употреба. Përmbajtjen e këtij takimi në të cilin do të mund të shkëmbejmë mendime. Честата нервоза во собранието, Џафери ја префрли на улица, запрашан зошто го прекршил уставот, реши да се турка со новинари. Врево околу Џафери се крена и во врска со вработувањата на неговите 2 деца. Неговата ќерка добива работа во надзорниот одбор за парното во Скопје, додека пак неговиот син работи како обвинител. Симптоматично беше тоа што синот на Џафери полагал правосуден испит уште пред да заврши факултет. 61 годишниот Талат Џафери, или познат како командант Форина, е роден во Гостиварско, односно село Форино, од каде и го добива неговиот прекар. Основно училиште завршил во соседното село Чегране, а средното го продолжил во Белград на воената гимназија, студирал на воената академија во Белград и Сараево, а постдипломски студии завршува на воената академија во Скопје.